Граѓаните преку буџетот платиле над 2,7 милиони евра на име камати затоа што управата за јавни приходи доцни со исплатата на повраток на данокот на додадена вредност за компаниите. Телевизија 21 објави дека од смената на власта досега се натрупани околу 70 милиони евра долг на компаниите за поврат на ДДВ. Сепак директорката на управата за јавни приходи Елена Петрова не гледа неажурност во работата на институцијата со која раководи, неажурност која плаќаат граѓаните. Вели каматите биле помали од измамничките побарувања кои ги спречила. Каматите што се платени се многу понисок износ во однос на она што се утврдени неправилности и средства кои што се спречиле да бидат одлеани од буџетот по основ на неправилно искажани побарувања за ДДВ, па да не речем и измамнички побарувања. Во периодов сме имале контроли, надворешни контроли, со кои што дополнително утврдените даноци, неправилно искажан данок, особено во делот на каде што било барање за поврат на ДДВ, изнесуваат и околу 6 милиарди денари. Податоците од УЈП покажуваат дека за минатата година на име камати поради доцнење со повратот на ДДВ на компаниите се исплатени над 2,4 милиони евра, а за првите 2 месеци од годинава над 300.000 евра, или вкупно над 2,7 милиони евра. Дека се доцни со месеци со повратот на ДДВ реагираа компании до нашата редакција. Тврдеа дека сумите се од неколку стотици до неколку милиони евра, а доцнењето по 4, 6 па и 8 месеци, а кај некои со години. Реагираа дека државата со доцнењето директно ја подкопува ликвидноста на компаниите, а дека има доцнење за телевизија 21 потврдија и од Сојузот на стопански комори. Информациите кои што ги добиваме од нашите членки покажуваат дека со повратот на ДДВ се доцни 3 до 4 месеци. Од доцното враќање на ДДВ особено се погодени извозните компании, затоа што тие во континуитет се во состојба да треба да повраќаат ДДВ. Тие може да бидат доведени во неликвидност, затоа што тоа што го заработуваат е помалку од 18% ДДВ колку што обично се плаќа за тоа што го наплатуваат. И многу е важно за да нивните бизнис операции се одвиваат во континуитет, навремено да се враќа ДДВ-то. Податоците па кои ги доби телевизија 21 покажаа дека од јули лани до крајот на годината УЈП добила барања за поврат на ДДВ тешки над 292 милиони евра, а вратила назад на компаниите 232 милиони евра, или невратениот ДДВ кон компаниите бил речиси 60 милиони евра. Годинава пак доспеале побарувања од 138 милиони евра, а не биле вратени 8 милиони евра, или вкупно од јули лани до сега долгот е 68 милиони евра. Петрова тврдеше дека повратот на ДДВ се исплаќа редовно за еден месец, освен во случаите каде што требало дополнителна проверка. Не прецизираше колку време им е потребно на даночниците за подеталните контроли.